Денеска направивме пресек на сите мерки од планот за борба против корупција, усвоен на 50-та седница на влада во март, и најголем дел од сите мерки се во напредна фаза, меѓу кои што и обврските и мерките кои што произлегоа за Бирото за јавни набавки. Првин, должноста институциите да ги објават, да направат и објават интерни процедури за јавни набавки, и тоа е една од мерките за која што следиме кои институции докаде се со оваа имплементација. Понатака се модулите за спецификација на стоки и услуги, за техничките документации, и навистина во напредна фаза е реализацијата токму и на оваа мерка, која што очекувам овој месец, кон средината на месецот, да бидат усвоени техничките спецификации кои што ќе бидат унифицирани за сите институции во делот на почетокот на процесот за јавни набавки. Мислам дека тоа е првичното елиминирање на можностите за корупција во јавните набавки, но во понатамошната фаза, односно во новиот план за борба против корупција за 2022 година, една од клучните мерки е токму регистарот на цени, кој што ќе биде воспоставен во првата половина на 2020 година. Заедно моделите на спецификации, на технички спецификации и регистарот на цени ќе бидат сериозно ограничување на можностите на институциите за корупција при јавните набавки, ќе стават една сериозна контрола, јавност, отвореност, транспарентност, и институциите ќе мора да ги користат овие цени кои што ќе ги има во самиот регистар и кои што постојано ќе се обновува. 22-ра, мислам. 22, да. 2020 Првата половина на 2022 ќе биде воспоставена. Први, интероперабилноста и она што го работиме да бидат поврзани сите институции, значи дека институциите ќе ги разменуваат сите информации, документи, дописи по електронски и дигитален пат. Тоа значи дека не може да се кријат предмети или чуваат предмети во фиоки на институциите кои што имаат истражни действија и за кои што треба постапки. Нема да чекаат со месеци за одреден допис од друга институција, се со цел да се забрзат постапките. Првата цел е да бидат сите институции приклучени целосно на интероперабилноста и да ја користат, да разменуваат информации преку интероперабилноста. Понатаму дигитализацијата значи пред се промена на над 250 закони. Јас сум среќен што првите 6 закони од Министерството за внатрешни работи, ако што се можеби клучни, заради тоа што таму се законите и за лична карта, и за различни податоци, живеалишта и така натаму, се во собраниска процедура и се на седницата следна на 9 декември. Уште 129 закони владата веќе ја разгледа оваа листа на предпоследната седница, и тие се изготвени и ќе го поминат владиниот филтер, и на тоа се надополнуваат законите во делот на правосудството. Со тоа ќе имаме над 250 закони, каде што со веќе дефинирани измени, а со закони кои што ќе стапат на сила на 1 јули, веќе ќе имаме правниот дел на делот на дигитализација ќе не биде заокружен, и јас се надевам дека сите политички чинители во парламентот, заради тоа што ова е клучната алка за борба против корупција, ќе дадат максимална поддршка и ќе нема никакви блокади и кочници токму на овој најсериозен процес преку кој што граѓаните ќе можат електронски, дигитално да ги добиваат сите услуги и сите сервиси. Нема да имаат шетање по шалтери, да се шетаат по институции, и ќе имаме брзи, ефикасни и сервиси и услуги без корупција. Од друга страна, владата на последната седница во сабота го разгледа буџетот кој што беше вратен од собранието и констатираше и даде насока уште една со заклучок на сите институции дека сите барања кои што се потребни за набавки на опрема, на софтвер, хардвер, на целокупниот IT дел во сите институции треба да биде набавен во првите месеци од годината, се со цел да дигитализацијата стапи на 1 јули 2022 година. Со тоа граѓаните ќе добијат брзи, ефикасни услуги од сите институции, од мобилен телефон ќе може да аплицираат за кредит,
а банката ќе треба да си ги обезбеди сите документи по службена должност, од катастар, за имотен лист, од АВРМ, потврда за вработување и така натаму, така да верувам дека и процесот во управата за водење на матични книги веќе ќе биде заокружен со скенирање на сите 8 милиони документи. Ние правиме сериозен притисок, мониторинг во овој дел, се со цел и се заради тоа што ја сваќаме дигитализацијата како клучна алка во борбата против корупцијата и криминалот.